Добра вечер, Колешино. Добра вечер, драги браќа и сестри македонци. Да сте ми живи, здрави и благословени и до година што помногубројни. Не парчасува, се обидуваат да не парчасуваат и ќе продолжат да не парчасуваат. Не прогонува, се обидуваат да не прогонуваат и ќе продолжат да не прогонуваат. Но Македонија ќе биде жива се додека е жив и последниот македонец. Последниот македонец и првиот македонец на овие простори се оние кои што се обединуваат во едно. Зошто? Ги слушнавме цитатите од најубавата беседа за љубовта, од посланието на апостол Павле за љубовта, кој говори за се она што е олицетворение на доброто, на суштината, на битот. Ги слушнавме и стиховите од Светото писмо, кога свети апостол Павле има видение преку ноќ да дојде и да проповеда во Македонија. Па зарем таа Македонија е толку небитна? Зарем апостол Павле случајно ја избрал Македонија да биде местото каде што ќе го посее семето на христијанството? Зарем таа Македонија каде што Лидија Македонка го прими христијанството е небитно? Ние сме мало парче земје кое што говори со името на љубовта, кое што битисува со суштината и каде што верата постои, ќе постои и каде што верата обединува. Ние сме различни помеѓу себе, припаѓаме на различни верски заедници или религиозни групи, но јас секогаш во своите обраќања потенцирам дека љубовта е таа која што не обединува. Како ќе го препознаеме верникот? Па ќе го препознаеме по љубовта, затоа што тој треба да биде олицетворение на љубовта, затоа што верникот зборува со јазикот на љубовта и никако поинаку. Во срцето на верникот не постои место за омраза. Во време на глобални случувања, кога светот е разделен по секакви основи, еве, во последниот период се обидуваат да не разделат и по верска основа, но меѓутоа ние нема да го дозволиме тоа, затоа што ќе се бориме со сите сили и ќе се бориме токму со љубовта, затоа што љубовта е најмоќното оружје пред кое што сите застануваат и на кое што сите се подчинуваат. Љубовта е нематеријална, љубовта е олицетворение на суштината, љубовта е сеприсутна, а сепак недостижна. Затоа што љубовта е она која што ги топли нашите срца, љубовта е она преку која што јазикот на верата се шири помеѓу нас и која што каде и да сме во светот, без оглед на тоа со какво име и да не наречат, дали ќе бидеме православни, католици, муслимани, адвентисти, евангелисти или било какво име да избереме по кое ќе се именуваме, ние секогаш ќе бидеме верници ако во срцата го имаме Бог, ако во срцата ја имаме љубовта. И во време кога на трешниот порив стана омразата, љубовта треба да биде наш императив. Ние, како верници, како луѓе, како македонци, кои што потекнуваме од просторите каде што верата и христијанството ги засади своите корени, треба да бидеме оние кои што ќе говориме со јазикот на љубовта. Затоа, драги браги и сестра, да бидеме оние кои што ќе зборуваме со јазикот на љубовта и тоа да го слушне целиот свет. Како што со крв ги натопивме нашите грудки земји, така со љубов да ги облагородиме нашите срца и да го обединиме светот, а тоа обединување да започне токму од Македонија, еве вечерва токму од Колешино. Ви благодарам. Кај би можел јас
da begam od tebe, da se vignem gore v nebo, tamo si ti, da se spuštam v dolu nadol i tamo si ti, Gospode. Ova se del od stihovite na pesnata naslovena kako Gospode Bože moj. Muzikata i tekstoci na Ivan Grozdanov, aranžmanote na Ilija Cekov, a pesnata kja slušneme vo izvedba na maškata pejačka grupa.
Многу е тешко да го најавиме следниот наш говорник со неколку реченици. Родом по мајка од оваа наше парче родина, неговиот трепет кон Колешино не е само пренесена емоција од мајка на син, туку љубов самосоздадена. Во сршта на секој негов напишан збор и секоја мисла која тој ја ткае како небесна светлина, дише селото на безмерната убавина. Докторот од Оксфорд, влюбеникот во Колешино, ќе се одолжи на својата мајка и својата безпоштедна љубов кон оваа грудка мајковина со емотивно обраќање. Да го поздравиме доктор Коста Милков. Добра вечер, Колешино. Добра вечер, Колешани. Добра вечер, влюбеници во Колешино. Вечерва сум тука со најголема возбуда да споделам неколку емоции за селото кој на толку многу начини ме дефинира. Една од моите најрани сеќавања кои ги имам од своето детство, може би сум имал 6 или 7 години. За прв пат сме некаде на летување. Се наоѓаме во Доиран. И заедно со некои од моите роднини и другарчиња разговараме, а тие мене цело време ме слушаат. Колешино, Колешино, Колешино. И еден од нив се врти на кај мене и вика: Коста, ти мора да си влюбен, ти мора да имаш девојка и таа мора да е од Колешино. А јас како од пушка му одговорам: да, имам девојка, се вика Беласица. Секој кој дошол во Колешино, секој што ја видел оваа земја, оваа долина, оваа планина, на прв поглед се влюбил во неја. Ние кои сме растеле во ова село, сме ја почувствувале оваа емоција на љубов кон оваа родна грудка. Љубов е првата емоција. Втората емоција е безбедност и сигурност. Јас моето детство му го посакувам на секое дете. Чувствата кои мене Беласица, водопадот, могилите, реката, нивите, Даревица, Ногаја, Тутијата, ми ги имаат подарено. Му ги посакувам на секое дете во светот и во Македонија. Тука се чувствував безбедно, тука секогаш се чувствував најмногу свој на своје. И тука мислам дека никогаш ништо не може да ми се случи, а да не ми биде убаво. Има една африканска поговорка која вели: треба едно цело село за да се одгледа дете. Јас сум плод на тоа едно село, Колешино, и за тоа ви благодарам. Третата емоција што ја имам за Колешино е трудолюбивост. Доаѓав секое лето овде и заедно со моите драги роднини одев и јас по полинијата и по нивите и помагав колку што можам. Знаете ли што најчесто ми остава впечаток до денешен ден? Тоа се нивните дланки, тоа се нивните раце. Прошарани, огрубени од многу пот, од многу крв и од многу солзи. И една работа ќе ви кажам: Колешино е село на трудолюбивост. И знаете што? Тие огрубени раце, истетовирани од земја плодна, се најчистите раце кои кога и да е можете да ги видите. Четвртата емоција што ја имам јас за Колешино е чувството дека ова место е место исто така на просветителство. Ова е село, меѓу другото, и на школото, и на големиот поет и писател Видое Подгорец. Јас бев мало дете, тука доле на гумното се снимаше Белото циганче. Ова е место на просветителството и ова е место кое ме инспирираше мене. Се што напишав во проза, се што напишав како бајка е инспирирано од Колешино и од Беласица. И конечно, мојата пета емоција. Петата емоција е дека Колешино е село на книгата. И знам, веќе неколку пати беше спомнато, и знам, сега вие сите знаете, го знаете одговорот, а тоа е Библијата.
Но јас сакам да ви кажам уште едно доживување кое ми е мене многу важно. Еднаш пред многу години, еден од луѓето кои тука проповеда во ова село и која користел Библијата секојдневно, ја знаел речиси напамет. Во даден момент, во некои други околности, дошле кај него и му поставиле прашање кое може би било и малку провокативно. И му кажале, кажи ми, која е најдобрата книга на светот? Очекувајќи дека тој веднаш ќе каже Библијата. Мудриот човек им дал ово одговор од Колешино. Најдобрата книга сте вие. Бидејќи таа е книгата која, може би Библијата некој нема да ја отвори, но книгата која секој ден и секој ќе ја чита сте вие. И затоа што ви препорачувам, читајте ја оваа книга. Претворете ја таа книга во вашиот живот, така што секој што ќе ве види, ќе знае и ќе чита од најдобрата книга на светот. Така и јас со оваа последна емоција вас ве поздравувам. Преку таа книга која ние ќе ја живееме и ќе дозволиме секој да ја чита. Така ќе го сакаме Колешино, така ќе ја сакаме Македонија, така ќе го сакаме светот, така ќе се сакаме едни со други, каде и да сме. За Колешино, за емоцијата која вечно трае. Ви благодарам.
ја поканувам на сцената да дојде Ванка Бозаджиева. Ванка Бозаджиева е роднокрен поет, кој ткае длабоки стихови од коренот на Колешино и сршта на незината душа. Незините песни се стихови на човечката тишина и громогласна љубов кон родното место. Незината поезија е мост меѓу времињата и подсетник дека Колешино не е само место на географската карта, туку и мајка, дом, светилник. Повели Ванка. Добре дојдовте, деца мои. Добре дојдовте. Денес на мајка наполните очи. Гледајќи ве вас на едно место збрани, дојдени од сите страни. Денес моето срце трепери од радост. Душа ми опивте со ваша сладост. До денес бев заровена во своите мисли и болки што тежат. Ме спречуваа да сонувам и летам, а чувствував желба што гори и тело ми мори. Денес ја ослободивте мојата душа да го најде мирот што со години го бараше, а тој мамеше. Ако нешто сгрешам, не замирвајте ми. Малку сум изморена. Па нели мајка сум. Сакав да ве пречекам онака како треба. Околу куќа нешто спремав, а и дворот го исчистив. Знаев дека ќе има музика и песна. Ќе се пее песна македонска, ќе се вие оро македонско. За играорците да нема пречка. Мајка знае, вие сте меракли на се што е наше најсвето, оставено за наве од дело прадедо. Желбата ми се исполни, што со години во срце лежеше и на душава и тежеше. Знаев дека еден ден ќе се одржи оваа средба, но малку се плашев дека нема да ја дочекам. Знаете, години минат, мислев мајкино срце нема да издржи, конци ке скине. Но фала му на Бога, еве и оваа го дочекав. А како да не се плашам? Вие сте моето се. Ангели разпрснати по светот, ангелска песна што се слуша насекаде и ја пее секој. Приказна што остава трага и во најдалечните краишта на планетата. Сезоните минуваат, деновите се претвараат во години, но вие не дозволувајте да изгледа или да се уништат сликите од вашето детство. Дури и времето да сака да ги промени. Зборовите не можат да го направат она што треба, да премине во традиција, туку делата. Затоа потрудете се да не остане дефиниција.